Во продолжение за уште еден многу важен аспект што можеби директно не ја предизвика, но не ја спречи трагедијата во Кочани. Во студиото ни доаѓа Дивна Пенчич, универзитетска професорка од архитектонскиот факултет во Скопје, позната и како Шанса за центар. Добро дојдовте во студиото на Телмо. Добро најдов. Во продолжение ќе зборуваме, ќе ве прашувам и како теоретичар, како професор кој на студентите им предава урбанизам и урбанистичко планирање на просторот, меѓутоа и како ваша пракса како советник во општина Центар и како претходно искуство во работа во прочуено студио на турски архитект во Истанбул. Видливо е, не треба да сме урбанисти и архитекти да забележиме дека Скопје, Македонија генерално не се гради според некои критериуми и планови, нема строга селекција. Еве на почеток да ве прашам, кога ја видовте дискотеката што изгоре во Кочани или тој објект што изгоре, која ви беше првата професионална мисла наспроти емоциите и тагата, бесот, од професионален аспект? Како е можно таму да има објект без пристапна улица, без... Да, не можев да верувам, веднаш почнав да барам каде е лоцирана и бев изненадена дека до еден објект што не личи на ништо. Мислам, не може ни шупа, ни штала да го наречеме. Мислам дека дури и тоа да ќе беше подобар објектот, до него има луксузен хотел. До него има огромни стамбени објекти. Предпоставам приватни, сега нели немам информации чиви се и какви се. Просто е неверојатно дека во едно такво одвоено парче од градот, кое не е достапно многу, има толку разновидни објекти и дека е дозволено таму да ви се собираат млади луѓе. Се прашувам нели каде сме сгрешила и во урбанистичкото планирање. Сега порано пред известно време работевме со студентите токму за креирање на стратегии за развој на Кочани и просто не ми е јасно како може да измешаме се секаде. Ке зборуваме за урбанистичкото планирање во контекст на безбедноста. Тој да биде аспектот кој ќе доминира во наредните минути. Кога станува збор за теоријата и за законите, два закони се клучни колку што успеав јас да ја проучам темата, законот за градење и законот за урбанистичко планирање. Да. Дали тие два закони се добри, доволно модерни и европски, и ако се применуваат нема да ни се случува ова што ни се случува? Не се доволни, ниту не е важно дали се европски. Значи тоа се дали вие обезбедувате сериозно планирање на тоа каде што ќе има. Меѓутоа ние студентите не ги учиме дека овие два закона се тие што ние треба само да ги знаеме. Ние ги учиме дека има уште 16, уште 20 закони. Ние имаме дури и предмет урбанистичка и градежна легислатива, каде што ги обучуваме студентите да читаат се што има во оваа држава. Тоа многу тешко ни оди со луѓето во пракса. Че ние ќе им дадеме насоки на студентите дека не е урбанистичкиот законот за урбанистичко планирање единствениот кој треба да го применуваат при планирање на градовите. Кога се судрив прв пат во пракса директно да прегледувам планови, нели официјално, не вака. За детални урбанистички планови? Да, и за генерални како урбанистички. Како советник во општина Центар? Претходно како член на комисија за урбанизам во општина Центар. Јас бев фрапирана од тоа. Изработката на деталните урбанистички? Да, нели има во според геренциите на општината е урбанистичкото планирање во надлежност на општините и таму имате комисија за урбанизам која ги прави програмите за плановите и потоа нели го следи целиот процес и дава прва мислење за понатака да оди планот. Зошто беше фрапиран? Затоа што и да прашате беше, јас само го гледам законот за урбанистичко планирање. Нас не ни интересираат другите закони. Кого ги интересираат другите закони? Ако ние сме тие што треба да го, нели комплетно да го гледаме планот, тој не содржи само урбанистички насоки од едниот закон. Тој мора да ги следи за заштита, нели, од пожари, од сите видови на катастрофи, сообраќај, значи нема од образование, треба да гледаме и стратегии за млади, затоа што имаме еден, сега не е убав зборот, куп на документи кои се токму тоа планирање на секоја активност во општината. Без нивната употреба и имплементација во потоа завршниот документ, урбанистичкиот план,
Зошто не се тие За да документи? се обезбеди одржлив урбан развој. Дали ова што го зборувате покажува дека деталните урбанистички планови најчесто или сите не одговараат на генералниот урбанистички план? Не се во корелација, односно не се како морат да бидат усогласени со генералниот урбанистички план. Дали генералниот урбанистички план ги опфаќа сите овие аспекти што ги зборувате, образование, заштита од пожари? Тие генералните урбанистички планови имаат повеќе база за следење на сите работи и потоа планирање на просторот. Затоа што за нив се изработуваат сите можни студии што треба, од сите области. Значи генералните урбанистички планови се во ред? Се во ред теоретски дека содржат се што треба. Не се во ред како се изработени. Значи, еве јас ноќаска проверував во кој генерален урбанистички план има мерки за заштита од пожари. Единствено што вака можев да се изненадам дека има нешто што дури и кажува дека го нема во законите, но тие како стручни лица кажуваат мерки за заштита од пожар, тоа е Куманова. Предходниот детал, мислам, сега има во изработка нов генерален урбанистички план и буквално таму пишуваат што треба, вика во член тој и тој од Законот за заштита од пожари има ова, но тоа не е доволно, треба да го има и ова. Каде се пожарните, колку луѓе треба да евакуирате, по кои патеки. Во друг план јас немам видено такво нешто. Скопје го проучивте? Па нешто знам за Скопје, меѓутоа и тој не е доволно. Она што ниту една друга општина нема? Не сум ги проверила, сега не можам да зборам, меѓутоа она што беше во овие 10 години кога прегледувам генерални урбанистички планови и детални урбанистички планови, на што наидуваме? На популарното copy-paste. Значи, ние имаме мерки за заштита од пожар во Крњево, во Дебармало, во Буњаковец, истите. И знаете што е најстрашно? Тоа се само препишани членови од правилникот или не знам законот за заштита од пожари и од катастрофи, препишани во кој што има дури и реченица, вака вика, планот треба да планира. Значи тоа е план. Пишува треба да се планира што се мерки за заштита од пожар, треба да се испланираат мерки за заштита од пожар според тој и тој закон или правилник, службен весник, тој и тој. Па кој документ да планира? Планот е тој што планира. Во планот треба да се кажат кои се мерките, од таму треба после во деталните урбанистички планови, значи од генералниот, треба да произлезат кои се тие конкретни мерки, што испланирал планерот и потоа во деталните да се дополнат за конкретното подрачје. Не, нас во плановите ни пишува дека треба да се планира. Значи тоа навистина сум извадена од памет. Добро, ова е генералниот впечаток. Скоро секаде, да. За сите урбанистички планови детални. Кога станува збор за општината која најмногу ја познавате како советник на Шанса за центар во општина Центар, таму на што наидовте? Дали и таму бевте фрапирани? Каква е состојбата во општина Центар актуелна сега? Најстрашна. Значи некаде каде што имате најмногу луѓе. Центар е најгусто изградена општина, имате најмногу корисници, имате најмногу туристи, вие немате мерки. Што и да се случи, ние не знаеме како ќе се евакуираат луѓето, што треба да се направи, каде ќе дојде пожарна. Постојано имавме комуникација од пожарната што е задолжена за центар. Прво тоа уште не ни е јасно. Мислам дека Скопје има малце пунктови на противпожарна заштита. Тие додека стигнат во центар, што ни една нема во центар, така, како ќе дојдат кога сите улици сме ги закрчиле со паркирани возила. Најмногу ни се жалат за Дебармало, значи Дебармало им е ноќна мора, па и Буњаковец. Затоа што тука има едно друга работа. Вие сте испланирале во план улици со одреден профил. И нема више кај да се паркира, со друг тип на одлуки решавате дека тие улици ќе станат едносмерни и едната лента ќе стане паркирана, за паркирање. Сте го смалиле профилот и не може да помине пожарна. Ние сите, значи нема место, нема точка во општина Центар која е безбедна. За ништо да ви пристапи, ни брза помош, ни... Како советник тропнавте во канцеларијата во секторот за урбанизам, да ги прашате како е можно, кога е последен пат донесен детален урбанистички план таму? Од која година и кои советници го гласале?
Тоа е друга значи постојано има нели некој совет, некој план се донесува, се изработува, сите се генерално во изработка, тоа е исто еден проблем. Вие постојано имате дека сите 35 градски четврти се изработуваат. Не може, немаме капацитет, може оваа година 3, другата 3 и сите долго траат, сите не се по 10 години донесени, стално има обструкции. Другиот проблем, имате советници кои не ни сакаат да прочитаат ништо. Значи, тоа не е генерална слика. Ние сега, ако зборувам како шанса за центар, сме најомрзенатата група затоа што ние читаме се. И цело време имаме обструкција од тоа како вие читате се, како вие се знаете. Знаеме затоа што имаме цела екипа. Ако јас не знам за одредена област, затоа што нели се бавам со архитектура и урбанизам, има кој се бави со енергетика, па седиме, читаме документи, па имаме насоки. Генерално советниците, за чест на исклучоците, не ги читаат документите и гласаат по партиска одлука. Тие на комисија, пошто и советниците имаат комисии по разни нели области и јас пошто бев председател на комисија за урбанизам, ќе им објаснам, тоа е моја струка, нам и стручно и да прочитам и да им објаснам, тие ќе се сложат со вас, следниот ден гласаат поинаку, затоа што од партија добиле друга насока. Значи, една неодговорност од невидени размери. До сега ми падна во очи и во уши копи-пейст и советници кои не читаат или воопшто или многу малку читаат и гласаат по партиска наредба. Добро, кога тропнавте во секторот за урбанизам, еве тие се стручни служби таму, не се советници, што ви велат тие? Вака, таму има луѓе што се исклучителни. Има професионалци? Секако. Значи, зошто тие професионалци им дале на советниците да гласаат нешто што не треба да биде такво? Тие професионалци се борат, значи јас се најдов во таква ситуација, од милион зла да се изборат едно зло да победат. Другите зла нема сила. Затоа професионалците бираат помало зло? Да, најмало зло? Во смисла имате 20 лоши работи во планот. Гледате колку можете да нешто да поправите. Не можете се, затоа што тоа се расипувало, нели, лошо се работело предходните 20-30 години. Имате раководители кои се партиски војници и кои ве рушат во старт. И ви викаат, а тоа што го рековме на пред избори, па тоа е само за пред избори. Добро, во теоријата, во Законот за домување, Законот за урбанистичко планирање, вие спомнавте уште низа 20 на закони на кои ги насочувате студентите. Веројатно и како советник во општина Центар сте разговарале со колегите и со советниците. Постои ли законска обврска што се однесува на проценката на ризик? Да. Што треба да ја направи општината, советниците или секторот за урбанизам, кога станува збор и за стамбени, меѓутоа уште повеќе за јавни објекти. Вака, за тоа што има сектори, тоа сум го работела и за целиот Полошки регион во тие општини што го фаќаат, истата приказна е по општините. Имате различни сектори, тие меѓу себе професионално, службено не комуницираат. Значи, тој што има направено план за заштита или не знам за управување со кризи, го има документот во ФИОКа, тој од урбанизам никогаш не го видел и не знае дека постои, пошто си го гледа само својот закон. Сме разговарале, значи сум имала средби од сите сектори, тоа беше на UNDP предобар проект, мислам уште дека го тераат, да ги соберете сите од службите, советници, планери и да разговарате кој што има од овие документи. Сваќате дека во некој општини има се. Што е проблемот? Едниот во една канцеларија, другиот во друга, се среќаваат во ходник кога одат на пауза, си викаат добар ден, ама за работа не си викаат добар ден. Дури се и љути непријатели. Не знаат кој што прави и не си ги дела документите. Нема адекватна координација меѓу локалните власти, урбанистите и противпожарните експерти или? Не, него прво нема добри градоначалници, градоначалниците, се извинувам вака што ќе кажам, мислат дека тоа е да облечете босо дело, пошто претежно се нели мажи, и да одат да делат цвеќе на учителките за 8 март. Мисля дека тоа им е функцијата, не се свесни на што се нафаќат. Еве сега гледаме на што сушност
треба да се спремни кога се градоначалници. Не се спремни. Ова што го кажувате не го вперува прстот само во градоначалниците. Генерално во сите. Тоа е Ова што го менаџерот. слушам јас ми укажува на тоа дека ние како нација веројатно не сме способни да организираме едно достоинствено цивилизирано општество. Да, ние не знаеме да управуваме. Значи, во приватни фирми, директорите, менаџерите знаат. Кога се работи за овие институции општествени, така, ние што треба да ни го уредат животот, не, тоа не се добри менаџери. Ретко, јас само еден градоначалник сум видела да е спремен да биде добар менаџер на својот град. И он за секој проблем, морам да го пофалам, градоначалникот стално го кажуваме на Кавадарци. Тој е единствен градоначалник и јас што сум го доживеала дека он знае со што се соочува и знае да се ги координира службите да работат. Имало и други, ми кажуваат сега во минатото, кои знаеле дека, нели, може би некогаш ја воделе општината и како фирма, затоа што биле менаџери во приватни фирми, и да знаеле што им работат оделенијата, што им работат службениците и барале отчет секоја недела што се работиле. Ова е, извинете на зборот, распашана команда. Значи, прават што сакаат и знаете кога соработуваат, кога треба нова година да слават или некој родендан. Како е можно во приватниот сектор да имаме добри примери, светли примери, па и во јавниот сектор, еве, значи не можеме да генерализираме, да речеме сите сме неспособни, не бива. Ако може да се организираат приватните компании да бидат успешни и тоа на регионално и светско ниво, зошто не можеме тоа да го пресликаме во општините, во јавниот сектор? Заради партизација. Че вие сте примиле во едно време, еден градоначалник примил и по дефолт викате дека се тие на ВМРО, на СДС, нели, овие што се так примени без партиски книшки, па си ја работат сручно работата, но немаат глас, не им се дава право да одлучуваат и не се базира на стручни мислења, него се базира на партиски одлуки. Од досегашниот тек на истрагата и од она што го слушнав и видов и од ваши колеги урбанисти, мислев дека акцентот, фокусот на разговорот со вас ќе биде на легализацијата на објектите, на тој процес на легализација и пренамената особено, бидејќи тука се направени најголемите неправилности, односно тука е искористено тоа дезавуирање на безбедносните протоколи. Веројатно кога се врши пренамена се штеди на пари и најмалку на што е ставен фокусот е безбедноста, меѓутоа досега вие зборувавте само за деталните урбанистички планови. Значи генерално сликата не ни чини, и пред да стасаме до пренамената. Во случајот со објектот во Кочани, станува збор за објект за лесна индустрија, пренаменет во кабаре. Тој не требал ни за лесна индустрија да биде. Тоа го тврдам. Не ги исполнува условите, сакате да кажете. За мене како е лоциран, што и да било, материјалите употребени и тогаш и сега, значи ништо не е како што треба. Добро, меѓутоа за да стасаме до процес на пренамена, односно до тој печат што најчесто го издаваат локалните власти, општината, освен кога станува збор за проекти од национален интерес, тогаш е Министерството за транспорт, меѓутоа најчесто пренамената ја вршат општините. Потребен е еден куп на документи. Се обидов да ги најдам сите потребни документи за процес на пренамена да се случи. Извод од детален урбанистички план, основен проект, архитектонски, градежно-конструктивен проект, водовод и канализација, електротехнички, термотехнички, елаборат од противпожарна заштита. Потоа извештај од ревизија, образец од Завод за статистика, мислење од Институт за земјотресно инженерство, доказ за право на градење, договор за давање на објект под закуп или ако е собственост, геодетски елаборат, записник за исполнување на хидротехнички услови. Еден куп, сите се овие копи-пейст. Впрочем, проектот го подготвуваат ваши колеги урбанисти. Нели има таму? Не, очигледно не го подготвуваат. Не го подготвуваат. Па ние не сме виделе. Јас во општина Центар не памтам дека ние сме имале ниту за легализација одлука ние како советници да ја донесеме. Не зборувам за овие документи кои ги поднесува барателот на пренамена, треба да има проект, основен проект. Основниот проект му го проектира проектантско биро во кое работат урбанисти. Еве видите, кажете ми Епицентар. Дискотека ли е, ноќен клуб ли е? Така? Ја знаете која е. На Климент Охридски до Кузман, дупка од не знам колку подземја, која е залепена на ѕидот од танкерот за мазут на студентскиот дом Кузман. Кој донел, имаат документи они? Значи кој одлучил? Таму немате право да пренамените. Немате право да ископате дупка. Така да не сум сигурна дека било кој архитекта го има подпишано. Некој подпишала.
но еве јас ќе ви кажам случај со тој што е одговорен од ДЗС, Дирекција за заштита и спасување, кога му однесовме еден план во кој што видовме дека има погрешен податок, еве ќе го кажам, за Лимак, за Дајмонд, пишува дека објектите се високи 10 метра и 30, таму ви се 27 спрата згради имате и му викаме, добра, како ви пишува дека е 10 метри високо, кога е најмалца 6 метра таму високо. Им вика, па ја не излегувам на терен, па ја не сум урбаниста, па ја не знам, па како ви дал некој право да подпишете согласност, мислење да дадете и да подпишете мислење дека е во ред, кога вие немате знаење за тоа. Значи, ние се сме измешале. Кој ни одговара, еве Јован, некој рекол, да, има, не ни проверил, не ни излегол на терен. Сам не знаем од кај да почнеме да разговараме така за Добро, кога ќе се кога вие како професионалец или како советник или без разлика, кога ќе се открие дека некој објект не ги исполнува условите, односно дека таа пренамена е завршена така на брзина или преку трупа, реагира некој? Секако. Значи да ви дадам јас колку пати шанса за центар има реагирано. Знаете што ни вика нас градоначалникот и тие околу него што не напаѓаат цело време? Ни викаат, вие све знаете. Вие фаталисти сте. Еве фаталисти, загинаа 60 деца. Значи цело време им се укажува. И има и во стручните служби на општините има луѓе што укажуваат, тие немаат право на глас. Затоа што овие партиски војници не знаат каква одговорност предземаат на себе. Сега сите до еден градоначалник треба да дадат оставки колективно во цела Македонија. Нема еден детален урбанистички план што ги исполнува условите да... За заштита од можни природни катастрофи? Тоа тврдам. Ниту еден. Нека проверат. Ниту еден град нема... Еве, јас ќе си ја скинам дипломата и овластувањето ако некој има. Што конкретно, зашто? Па дека мерките се препишани од службен весник за заштита од природни катастрофи? Таму има закон за заштита во кој што вика треба да има план за управување со кризи. Го бараме од градоначалникот на центар планот за управување со кризи. Ни вика дека е тоа тајна. Во СЕВ се чува. Каде ќе ви удат луѓето, каде ќе ги однесете децата кога ќе има некоја несреќа? А тоа кога ќе се деси несреќата, ќе го барате градоначалникот на телефон, па он ќе се јави на директорката, директорката во школата ќе им каже на наставниците. Па тоа не е нормално. И не е така. Си има планот за управување со кризи. И во законот се пишува, има 3 фази. Превентивно, кога ќе се случи како се делува и од кога е случајно како се санира. Во овој првиот дел, урбанистичкото планирање е нагласено како главна алка, дека тоа е за превенција. Превенцијата се врши со тоа, кога ќе го испланирате просторот, ќе кажете која функција со која не од. Значи, дискотека со стамбена зграда до неа, со студентски дом од колку илјади студенти, до Мазутара, не е местото таму. Не може да се прават. За големи масовни собери не може да бидат пикнати во ќоше. Вие во вашата околина овдека имате училиште, имате дом за стари лица, така 2 училишта имате, нема пристап. Сега поминував околу вашава зграда, вас не може да ве најде човек и тие деца нема, и тие стари лица нема како да се изведат. Тоа го прави урбанистичкото планирање. Кој дозволил овдека да се пикнат вака стуткано и нови згради и да има школи и градинки овдека и дом за стари лица. Во сите планови го имаме тој проблем. До основно училиште Песталоци не може да се стигне. Од паркирани возила до Коле Неделковски не може да се стигне. Нашиот факултет архитектонски и градежен се запали пред некоја година, пожарната не можеше да помине. Дури во други земји се кажува и каде може Силбо да го отворите. Значи Силбо нас не ни дозволи, паркираните коли за да купат геврек беа послужија нас да ни гори факултетот 40 минути затоа што пожарната не можеше од нив да влезе. Немаше од каде да се пристапи, а ние сме на Партизанска. Така, на огромна улица, немаше како да се дојде. Од паркирани возила сме ставиле сите рампи, пожарната не може после да помине кај што се острвцата од рампата, значи се е погрешно. ПОЦ направи и паркинзи на град Скопје,
направија рампи, обезбедувања, столбчиња, вас не може да ви пројде никаде пожар. Има ли решение, ве прашувам како урбанист? Има. Да седнеме сите да не политизираме. Има. Како? Се знаеме. Значи, ние дури разговаравме со експерти од здравство и кога вака зборуваме, нели, ние стално што ние немаме експерти, ние ништо не знаеме. Се знаеме. Кога ќе ги седнете луѓето што знаат и што не се во партија и што сакаат да направат и што укажувала, сега има по име и презиме луѓе излегоа сега и кажаа како треба и претходно кажувала, кога ќе се седнат сите на една маса и ќе се каже што треба точно да се направи, ќе се направи. Само тоа бара на вистина дека сите партии да се откажат од нивните пропаганди. Прилично жесток и емотивен настап. Некој ќе рече можеби е и шанса за центар се обидува политички да профитира. Јас ве поканив пред се како професор од архитектонскиот факултет. Каква е состојбата еве кај вас во зградата, во домот каде што живеете? Имате ли хидранска мрежа? И уште повеќе кога го спомнавте веќе и пожарот на архитектонскиот факултет, дали на работа кај вас имате функционална хидранска мрежа? Дали хидрантите ви се во употреба? Кога сте ги провериле последен пат? Да, хидранска мрежа немаме, имаме апарати кога и пред да се запалиме и после тоа се проверија, но најголем проблем не се тендерите. Значи со тоа тендерите направија проблем. Вие за да купите нови апарати или да ви ги заменили да се наполнат или што, трае тоа процедура со тендерите неверојатно и цената дека он може да наполни апарат за гасење со некоја цена која не можете ни геврек да купите. Одма ни го руши системот. Ние немаме како да се избориме за Што би било решението во ова што го сугерирате во овој случај? Не треба да има тендер или? Веројатно за такви работи не треба. Значи тоа треба да е редовно и во програмите и во финансирањето на универзитети и училишта се треба тоа да е примерно. Каква е состојбата? Не ми одговорите, можеби си дозволив да бидам индискретен. Опасна. На факултетот е опасна, значи. Опасна. Не сте заштитени, не се чувствувате безбедни кога одите на работа. Да. Не се безбедни нисти у студентите. Не се. Дали сте безбедни во домот? Извинете, простете на индискретност. Живеете во зграда или во куќа? Во зграда живеам. Хидрантските црева се крадат цело време. Не ни е јасно што ќе се случи ако снема вода, а има таа хидранти. Кај нас имаше пожар под нашиот стан. Ние живееме кај матица и децата од Доминос пицеријата виделе дека гори од позади под нашиот стан на балкон, затоа што некоја господја која пуши на балкон си ја догасила цигарата и се запали пивната тераса и децата од Доминос пицата со апаратите од кај нив на решетките од Turkish Airlines се качија да гасат. И не спасија, затоа што пожарна не може да влезе од таму, а од напред не можете да го гасите пожарот, треба низ цел стан да помине цревото. Никаде не сме безбедни. Ви благодарам многу за гостувањето во Утринска Натала. Благодарам.